Царот им понуди на Масагерската племенска конфедерација договор за мир преку брак со нивната кралица Томирис. Томирис ја одби понудата и испрати на персискиот цар силно писмо кое предупредуваше за било какво напредување во нејзината територија. Меѓутоа, во обид да донесе мир и ред на северните територии на растечката Персиска империја, царот направи напредок со персиската војска. И по советите на Креус, царот остави зад себе мала група персијци и постави банкет со намера масагерите да ја нападнат таа група, да ја заколат и да се зафатат со храна и вино. Меѓу масагерите беше и генералот Спартагиси, кој во банкетот јадеше и пиеше до прејадување и пијанство. Тогаш царот се врати, ги нападна масагерските сили, ги порази и го фати генералот. Кога Спартагиси ја свати грешката на неговата војска и собствената грешка, го молеше царот за слобода. Тогаш царот одговори со нарачување да биде ослободен. Темата на денешната проповед или предавање ќе биде избрани во Христос. И како што Филип прочита, ќе биде базирана од Ефесијаните, 1 глава, 4 стих. И предавањето ќе се состои од вовед, 3 точки, заклучок и примена. Првата точка ќе зборуваме за изборот на Бог. Тоа е првиот дел од стихот. Ќе зборуваме за пред светот и што се случувало пред светот. Тоа е втората точка, вториот дел од стихот. И ќе зборуваме за светоста. Тоа е третиот дел. Да почнеме со вовед. Како што спомнав минатиот пат кога зборав за книгата на Ефесијаните, третиот стих. Книгата на Ефесијаните е писмо или книга која е исполнета со неверојатни благослови, ресурси, блага, слава и полнота. Оваа книга ни кажува колку сме богати во Христос, колку ресурси имаме. Дека ние сме најбогатите луѓе на светот. Побогати сме од било кој. Зашто нашите богатства се вечни. И од посебна секција во книгата на Ефесијаните е од 3 до 14 стих. И ова е една долга мисла или реченица, каде што се опфатени или опишени клучно земните дејства на Светото Тројство. И прошлиот пат ги разгледувавме на кратко овие стихови. И сега ќе се подсетиме. Значи, стиховите од 3 до 6, ако имате Библија, можете тамо да свртите, чисто да видите од стихови од 3 до 6 зборат за делата на таткото, на Бог таткото. Стихови од 7 до 12 специфично зборат за делата на Бог Синот и стихови 13 и 14 зборат за делата на Светиот Дух. И ова секција специфично е секција на дејствата на Светото Тројство. Исто во третиот стих што го разгледувавме прошлиот пат, исто така може да се види Светото Тројство во самиот стих. Во стихот е благословен Бог, кој ни дал духовни благослови или ни дал благословите на Светиот Дух во Христос. Значи, апостол Павле го благословува Бог Таткото, преку Бог Синот, бидејќи Светиот Дух е споделен со нас, или благословите на Светиот Дух. И додека третиот стих е општ и генерален, и збори за благослови, веќе во четвртиот стих, стихот што ќе го разгледуваме сега, денес, апостол Павле почнува да ги елаборира овие благослови, да навлегува во детали. Дури и во четвртиот стих може да го видиме Светото Тројство, како оперативно. Бог Таткото не избира во Бог Синот за да учествуваме во карактеристиките или атрибутите на Бог Духот.
а тоа е светост, нели? Бог Духот е наречен Светиот Дух. Значи сме избрани од Таткото во Синот, за да Духот биде споделен со нас, тоест светоста и непорочноста. И првиот од овие масивни благослови што се наведени од 3 до 14 стих е избраноста. Дека сме избрани од Бог во Христос уште пред почетокот на светот. И може да се забележи дека спасението не почнува со нашата вера во Христос. Тогаш не почнува спасението. Дури не почнува спасението ниту со смртта и воскресението на Христос. Туку спасението почнува со изборот во вечноста. Во вечноста е кога почнува логички спасението. Да почнеме со првата точка. Изборот на Бог. Стихот вели така што тој не избра, се мисли на Бог, во Христос. Бог, Таткото, не избра во Христос. Глаголот е во минато време, дејството е веќе завршено, и значи да селектира и одбира за себе си. Чи референца има изборот е референциран кон себе си. Значи Бог, Таткото, избира индивидуи за себе си. И генерално во црковна историја има две гледишта на оваа тема, темата на изборот. Првото гледиште е дека избраноста е врз основа на претходно видена вера кај луѓето, кај индивидуите. И ова е популарно познато како полупелагијанското или арминианистичкото гледиште и се смета за зависно или условно гледиште. Второто гледиште на оваа тема е дека избраноста е врз основа на Божјата волја и ништо друго, ништо надвор од Бог. И ова е познато популарно како августинското или калвинистичкото гледиште. И ова се смета за независно или безусловно гледиште. Да ги разгледаме подетално овие две гледишта. За првото. Првото учи дека избраноста е врз основа на претходно видена вера. Значи, ова гледиште ни посочува дека Бог уште пред почетокот на светот, уште пред да почне се, гледа во иднината одредени индивидуи. И тие индивидуи ги гледа и гледа дека тие ќе го прифатат Христос и гледа дека ќе имаат вера. И врз основа на тој нивен избор кој се случува, кој уште не се случил, да го сее во умот на Бог, тој ги избира. Значи, изборот на Бог е логично после изборот на човекот. И овие индивидуи кои го промовираат ова гледиште, викаат мора да биде така, бидејќи ако Бог избере пред човекот да избере, тогаш Бог е неправеден за да избере еднија да остави други. И впрочем, како може Бог да им суди на тие луѓе, ако не ги избрал? Прашањето е дали може ова гледиште да биде библиско, дали е воопшто издржано од Библијата, или пак е филозофска конструкција која лесно може да се проголта. Ќе разгледаме 4 контрааргументи против ова гледиште. Првиот контрааргумент е така наречена контрапрогресија. И ова може да се види во самиот стих. Овој аргумент го посочува Томас Гудвин во неговиот коментар од стихот. Стихот вели, нели, како што прочитавме, избрани сме од Бог, уште пред светот да постои, зашто? За да бидеме свети и непорочни. А се разбира, светоста и непорочноста е врз основа на врз верата. Значи, не може човек да биде свет
и непорочен ако нема вера. Верата е првиот и клучен канал или инструмент преку кој ние се здобиваме со светост и непорочност. Оваа контрапрогресија, значи во стихот, самиот стих што го имаме првен е изборот, па после следи верата. А не обратно, верата па изборот. И оваа контрапрогресија исто така се гледа и во други стихови од Библијата. Например, во 2 Солуњаните, 2 глава, 13 стих, и Дела 13 глава, 48 стих. Во 2 Солуњаните, 2 глава, 13 стих, апостол Павле вика, ние пак сме должни да му благодариме на Бога за вас секогаш, возлюбени од Господ браќа, зашто уште од почетокот Бог ве избра за спасение во осветувањето од Светиот Дух и верата во вистината. Во Дела 13 глава 48 стих пишува: незабожците, случајки гова, се радуваа и го славеа Словото Господово и поверуваа сите кои беа определени за живот вечен. Има и други стихови, овие се чисто неколку набројани, но прогресија гледаме другчија во Библијата. Гледаме прогресија на Бог е тој што избира, па после следува вера и светост, а не обратно. Вториот аргумент против ова гледиште е основи. И, значи, како што кажавме, учењето вика дека Бог во иднината видел луѓе, пасивно седел и гледал луѓе кои ќе го изберат Бог, кои ќе поверуваат во Евангелието, кои ќе имаат вера. Но прашањето е каде бил Бог тогаш со тие луѓе? Која создал нивната душа? Кој ги создал околностите или ситуациите за да тие го слушнат Евангелието и поверуваат? Кој ги создал другите луѓе околу нив за да дојдат и им кажат за Христос или да ги наведат тие да дојдат до Него? Кој одлучил тие луѓе да се родат во одредено место, во одредено време, во одредена фамилија, со одредени родители? Никој освен Бог. Значи, овие настани, како што се душата на човекот, околностите, луѓето околу нив, дури и смртта на човекот, се апсолутно и тотално зависни од Бог. Бог може да формира една душа, може да формира друга душа. Може воопшто да не формира душа. Може да формира едни околности, може да формира други околности. Може воопшто да не формира околности. Може да формира едни луѓе, може да формира други луѓе, или воопшто да одлучи да не формира. И индиректно, како и да погледнеш, не може да се состави Бог од ситуацијава. Бог е апсолутно врзан индиректно со директна формација на душите и околностите. И како и да погледнеш, Бог е одговорен за исходот на верата. Ова гледиште, иако сака нешто да реши, воопшто нема основи врз кое тоа може да се реши. Третиот аргумент е знаењето, поточно знаењето на Бог. Овде се мисли. И ако Бог во иднина видел нешто што ќе се случи, тогаш тој знае што ќе се случи. Нели така? Ако знае што ќе се случи, тогаш тој мора да одлучи што ќе се случи. Бидејќи ако знае, тогаш тој одлучува. Има тесна поврзаност или нескршлива логична врзаност меѓу тоа што Бог го гледа и сигурно знае дека ќе се случи со неговата одлучност и одлука да се случи тоа. Предзнанието на Бог е зависно врзано со неговиот избор и дејства. Бог не може да знае нешто ако тој тоа не го движи. Например, имаме во Библијата детални пророштва. Овие пророштва се дадени
стотици години пред да се случат, во некои случаи илјадници години пред да се случат. И овие пророштва се дадени врз која основа? Се дадени бидејќи Бог знае што ќе се случи. А како знае што ќе се случи? Бидејќи така одлучил и така ќе прави да се случи. Божјото предзнаење е директно врзано со неговите одлуки, дури и во условни предпоставки. Четвртата работа е дека арминијанците забораваат дека дури и верата и покајанието се поклон од Бог. Во Филипјаните 1 глава ќе видиме неколку стихови кои го потврдуваат това. Во Филипјаните 1 глава, 29 стих, пишува: дадено вие не само да верувате во Христос, туку заради Него и да страдате. Значи ви е дадено, не е од вас. Во 2 Петар 1 глава, 1 стих, Петар вика дека ние сме се здобиле со еднаква вера и сме ја добиле таа вера. Дела 3 глава 16 стих го вика истото. Ефесијаните, познатиот стих 2 глава 8 стих, истото го кажува дека сме спасени преку вера која не е од нас, туку е Божји дар. За покајувањето исто така. Во 2 Тимотеј 2 глава 24 и до 26 стих апостол Павле пишува вака: а слугата Господов не треба да влегува во расправи, туку да биде кроток кон сите, способен да поучува и да поднесува зло. Со кроткост да ги превоспитува противниците, и ево го клучниот збор, со надеж Бог да им даде покаяние, за да ја познаат вистината и да се ослободат од мрежата на ѓаволот кој ги уловил живи, да исполнуваат неговата волја. Значи, тоа беше првото гледиште, или познато како арминијанското гледиште, каде што Бог гледа во иднината кои луѓе ќе го изберат Него врз основа на нивната вера. И видовме 4 контрааргументи против тоа гледиште. Сега ќе навлеземе во второто гледиште, познатото како калвинистичко гледиште, каде што избраноста на Бог е врз основа на Божјата волја и ништо друго надвор од него. Ова гледиште посочува или учи дека Бог избира луѓе, индивидуи, врз основа интерно на неговата волја и советот на Светото Тројство. Изборот на Бог не е врз основа на вера, не е врз основа на добри дела, не е врз основа на служба, не е врз основа на некој квалитет или способност кој човекот го има или ќе го има, туку само врз основа на Божјата волја. Божјата волја е движечкиот елемент кој го движи Бог да избере. И дали ова гледиште е библиско? Дали може да се одбрани преку Библијата? Оваа долга мисла од Ефесијаните 1 глава, од 3 до 14 стих, имаме дури 3 пати апостол кажува што го движи Бог или зошто прави така како што прави. Во 5 стих вика зашто тоа му беше по волја. Во 9 стих вика откако ја откри тајната на својата волја според своето благоволение. Во 11 стих вика однапред определени според одлуката на оној кој врши се според својата волја. И овие стихови ни кажуваат дека не само што изборот на Бог за одредени индивидуи е според неговата волја, туку целата историја, се што се случува, буквално до најмалиот атом, е според Божјата волја. И ова може да го видиме исто така од други стихови, како например во Исаја 46 стих, 46 глава 9 до 10 стих пишува: јас сум Бог и нема друг освен мене. Јас го навестувам од почетокот она што ќе биде до крајот. Од старо време она што не станало и велам, мојата одлука ќе се изврши и се што ми е угодно, тоа ќе направам.
Данијел 4 глава, 34-35 стих истото го кажува. Тој прави се што сака и никој не може да ја задржи неговата рака. Тој е суверен над небото и над земјата, над луѓето и на се. Псалма 135, 5 и 6 стих истото го вика. Господ прави се што сака на небото и на земјата. Значи, сумација може да кажеме од овие две гледишта, дека од четирите контрааргументи и од овие текстови очигледно дека второто гледиште е библиско. Првото не е. И дека Божиот избор не е условен од ништо, како човечки дела, човечка волја, човечка вера, туку од самиот Бог. Но што правиме со грижите на арменијанците? Кои се валидни грижи? Првата грижа беше како може Бог да е праведен, да избере одредени луѓе, а други да не избере. И втората грижа беше како може Бог да им суди на тие луѓе, што не се избрани, што така се оставени. За првата загриженост, дали Бог е праведен да избере некои луѓе, а да не избере други, одговорот е секако дека е праведен. Стандардот на правда е самиот Бог. Нема никаков стандард над Бог, кој он треба да го следи. Бог прави се што сака со своето создадение. Он го создал, он го поседува. И што сака може да направи? Може да создаде, може да не создаде, може да даде живот, може да земе живот, може да избере, може да не избере. Ова го посочува Павле исто така во Римјаните 8 глава, 20 стих и 21, каде вика човеку кој си ти да спориш со Бога? Зарем она што е ракотворено ќе му рече на својот мајстор зошто си ме направил така? Или грнчарот зарем не е господар на својата глина, а од една смеса да направи еден сад за почесна, а друг сад за непочесна употреба. И фактот е дека никој ништо од нас не заслужува. Се што имаме е поклон од Бог и може да се земе у кое било време. Никој од нас нема никакво право да бара нешто од Бог. Бидејќи се што имаме, дури нашиот здив, дури нашите тела, нашите души, се, буквално се што ќе замислиш, ти е дадено од раката на Бог. Така да Бог е праведен, да прави што сака со своето создадение. Втората загриженост е како може Бог да им суди на оние што не ги избира. Дали тие имаат волја и избор, или се автоматски роботи, механички структури кои само оперираат како Бог ќе им каже. И нормално е дека овие луѓе имаат волја и избор. Тоа е суштината на гревот. Затоа гревот е толку гнасен и одвратен, бидејќи е избор, самоволен избор на луѓе. Тие сласно, со страст го избираат гревот и уживаат во него и го отфрлаат Бог. Никој не им ја витка раката да направат грев. Така. Они самоволно и со сластен избор го избираат гревот. И Бог одлучува нормално што ќе се случи во вечноста, но луѓето самоволно ги избираат делата и действата што ќе ги прават. И имаме симултено дејство во време и простор. И ова симултено дејство на одлуката на Бог, која доминира и владее, и одлучува и поставува фундаменти за човечкиот избор и волја да бидат реални. И тоа се случува пред почетокот на светот, но во време имаме симултено дејство на Бог кој извршува својата волја и луѓето во исто време кои извршуваат нивната волја. И ова симултено дејство може да го видиме во неколку примери. Например, во мајките на Јосиф може да го видиме, во Битие 50 глава, во царот на Асирија, во Исаја, во предавникот Јуда, може да го видиме и во смртта на Исус. Ајде да земеме еден пример, да го разгледаме овој концепт. Земеме, например, царот Асирија во Исаја 10 глава, 5 до 7 стих и 12 стих. Може да свртите тамо или да отворите ако имате
Библија. Ова е многу интересен, комплексен концепт на сајмултејно дејство. Во Исаја 10 глава, 5 до 7 стих и 12 стих. Во 5 стих, целиот пасос Господ говори и вика, ова Сирио, во 5 стих, жезол на мојот гнев и бич на моето негодување. Ќе го испратам против нечесен народ и против народот на мојот гнев. Ќе му дадам повелба грабеж, да граби и плен да плени и да ги гази како улична кал. Во овие два стиха имаме Бог го издигнува царот на Асирија и како алатка, како инструмент, како жезол или бич, го испраќа против грешните луѓе во Ерусалим, во Јуда, против неговиот народ, да ги казни за нивните гревови. Но во 7 стих имаме паралелно дејство. Имаме дејство што размислува, ни кажува како размислува царот асириски. И вика, но тој, се мисли на царот, така не размислува. Не расудува така. Срцето негово нема да помисли така. Нему на срце му е да бие, да разурнува и да истребува многу народи. Он е движен од грев, од насилство, од стремеж да граби, за власт. И во 12 стих имаме завршнето дејство. И вика, кога Господ ќе го заврши своето дело на гората Сион и во Ерусалим, тогаш ќе го казнам, го збори Господ, плодот на горделивото срце на царот асириски и дрскоста на високото кренатите му очи. На крај, за неговиот грев, Бог го суди. Бог го издига, го праќа за одредена цел, ја завршува таа цел со него и на крај го казнува за неговите гревови и за неговата грешна мисли и работи што ги прави. Сумарно може да кажеме дека гревот на царот на Асирија е предодреден од Бог, е искористен од Бог и на крај е казнен од Бог. И е дозволен од Бог за добри цели. Сумација на оваа прва точка е дека изборот е од Бог и тој избор е безусловен и луѓето се одговорни за своите гревови и се казнети на крај за своите гревови. Тоа е првата точка. Втората точка е пред светот. Стихот ни вели, Бог не избра во Христос уште пред светот да биде создаден. Замислете си ова. Пред универзумот да постои, пред времето да постои, пред просторот да постои, пред енергијата, пред било какви природни закони, пред било кој човек да постои, се случува во умот на Бог. И Бог одлучува одредени индивидуи да избере. Но може да прашаме што друго се случува пред почетокот на светот. Дали имаме некои информации за тоа, бидејќи очигледно немаме никој таму кој бил. Што се случува пред почетокот на светот? И Библијата ни кажува што се случува пред почетокот на светот. Ќе излистаме некои работи. Првата работа што ни кажува е дека таткото го љуби синот. Во Јован 17 глава 24 стих. Тело му е дадено на синот. Во Псалма 40 глава 7 и 8 стих, Евреите 10 глава 7 стих. Исус е избран, Исаја 42 глава 1 стих. Исус е предскажан, 1 Петар 1 глава 20 стих. Исус е убијан, бориме пред почетокот на светот. Нормално, ако Исус е убијан, гревот е предпоставен и предскажан. Вечен живот е ветен, Евангелието е формирано, Царството е подготвено,
Човекот е предскажан. Избрани се луѓе. Ова е стихот што го разгледуваме сега. Имиња се напишани во книгата на животот. Пред почетокот на светот, во Откровение 17 глава 8 стих. Спасоносна благодат е дадена на избраните. На избраните е дадено предодреденост, повик, оправдување, просветување, прославување. Ангели се избрани. 1 Тимотеј 5 глава 21 стих. Че имаме доста работи што се случиле пред почетокот на светот. Изборот на луѓе е само еден елемент од тие работи. И како што кажав претходно, Бог мапира, одлучува, предодредува, селектира се што ќе се случи. Дури и најмалата прашинка, најмалиот атом, пред да го почне универзумот. Ништо нема случајно, ништо нема како функција од слепи природни сили, се суверено владеено од Господ Бог. Една работа што треба да прашаме е што му било важно на Бог пред почетокот на светот. И од овие работи што ги излиставме, му бил важен синот. Често се спомнува синот. Важно е Евангелието на синот и важно се избраните во и за синот. И ако синот, Евангелието, избраните му биле важни на Бог пред почетокот на светот, што мислите сега му е важно? Дали му се важни истите работи? И Евангелието и избраните добиваат значење и живот и суштина во синот. Ако синот не е, Евангелието нема да постои, избраните нема да постојат. Можеме да кажеме генерално дека стремежот на Бог и целта негова да го креира универзумот е да се сподели и да се искомуницира самиот себе си во својата полнота преку Христос. Идејата е дека се е создадено за Христос и избраниците, ние наоѓаме суштина и живот во Христос. Колосјаните 1 глава ни го кажува ова, 16 стих, вика, бидејќи преку Него, преку Христос е создадено се што е на небесата, се што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку Него и за Него создадено. Можеш ли да замислиш дека се во универзумот постои за Христос? Се е создадено за Него. Центарот на универзумот, центарот околу се што се врти и околу се што гледа, очите на сите се вперени кон една личност. И тоа е Христос. Се постои за Него. Универзумот не постои за човекот. Универзумот не постои за самиот себе. Туку постои за Христос и се е за Него создадено. Можеш ли да замислиш дека постои за Христос? Дека постои за Него? Твојот живот е живот даден за да постои за Него. Сумација на втората точка е дека се случува пред почетокот на светот и се случува заради Христос и во Него. Третата точка е светоста. Стихот вели за да бидеме свети и непорочни пред Него. Значи сме избрани во Христос пред почетокот на светот да бидеме свети и непорочни. Зборот свети е хагиос, со значи одделен или различен. Се мисли на одделен од грев, чист, различен од овој грешен свет, различен од грешниот човек и како Бог. Свет, чист, како светиот дух. И Бог е суперлативно свет и чист. Ова е најклучниот атрибут на Бог. Бог е наречен светецот или светиот во Библијата. И Стивен Шарнок во атрибутите на Бог, неговата книга за светоста, пишува:
дека ако секој атрибут на Бог беше посебен член, светоста или чистотата би била формата, душата и духот кои ги анимираат сите. Без светоста, неговата трпеливост би била препуштеност кон гревот, неговата милост допаѓање, неговиот гнев лудило, неговата мок тиранија, неговата мудрост недостојна суптилност. Светоста е тоа што им дава украс и убавина на сите атрибути. Светоста е најважна. Без светост нема христијани, без светост нема христијанство и Бог ни заповеда да бидеме свети како Него. Зборот непорочни е амомос, што значи без вина, без дамка, без деформација, без сенка, без темнина, без порок. Никој не може да покаже прст на твојот живот за грев. Твојот живот е непорочен. Исто така, истиот збор се користи за ароматично растение од Индија, од кое се правило парфем. Винова лоза од кој зрнца се правеле парфем. И оваа аналогија на беспорочност, на светост, што е врзана со пријатен мирис, ја врзува апостол Павле во 2 Коринтијаните 2 глава 15 стих, каде вика зашто ние на Бога му сме благопријатен мирис Христов. И меѓу оние кои се спасуваат, и меѓу оние кои пропаѓаат. И дали можеш да кажеш дека твојот живот е благопријатен мирис на Бог? Дали е благопријатен парфем, ароматичен парфем, кога Бог го гледа твојот живот и го мириса твојот живот? Или пак е депонија и континер од каде излегуваат гнасни мириси? Следниот збор пред него, или кате опион аутоил, значи буквално доле или пред неговото око, или во негово присуство, или пред неговото лице. И оваа фраза пред него, или пред неговото око, или пред неговото лице, е енкапсулација на христијанскиот живот. И оваа фраза пред него, R.C. Sproul ја објаснува со латинската фраза coram deo. И тој пишува во една од своите книги дека оваа фраза буквално се однесува на нешто што се случува во присуство на Бог или пред неговото лице. Да се живее coram deo значи да го живееме целиот живот во присуство на Бог, под надлежност Него и за Негова слава. Има два аспекти што може да издвоиме на светост и непорочност пред Него или пред Неговото лице. Тоа е временски аспект, сега што се случува, и аспект кога ќе дојде Исус Христос. И ако светоста му е важна на Бог пред почетокот на светот, значи го избира индивидуи за тие индивидуи да бидат свети и непорочни, тоа секако дека му е важно денес и сега. И секако дека ќе му биде важно кога ќе дојде Исус Христос. Посебно кога ќе дојде Исус Христос. И во 1 Солуњаните истото го кажува, 3 глава 12 и 13 стих, кога ќе дојде Исус Христос. Вика да ги утврди вашите срца, да бидат непорочни во светост пред Бог и Отецот, кога при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. 2 Солуњаните 1 глава 7 и 8 стих го кажува истото, дека Исус Христос ќе дојде во распламнат, разгорен оган, кој ќе ги проголтува неговите непријатели и да им се одмаздува на кои? На тие што не го познаваат Бога и што не се покоруваат на Евангелието, тоест немаат светост и не се непорочни. И прашањето е, кога Бог те гледа тебе сега, како индивидуа, дали гледа светост и непорочност? И што ако дојде Исус Христос денес и сега, во распламнат оган, дали ќе види во тебе светост и непорочност? И дали ќе ти каже добро сторено, верен слугу, или ќе ти каже тргни се од мене?
во проклетство. Не те знам. Заклучокот, да преминеме на заклучокот. Царот со кој почнав и кој го избрал да опрости на неговиот непријател е Кир Велики, или Кир II од Персија. И Кир II се смета за еден од најголемите цареви на сите времиња, во иста категорија со Александар Македонски. И како што овој цар, Кир, одлучил и избрал да му опрости на својот непријател, на свој генерал кој се борел против него, така исто царот на царевите и кралот на кралевите, највисокиот и најврховниот, одлучил да избере индивидуи и нив да им опрости. Индивидуи кои воопшто не го заслужуваат тоа. И како заклучок ќе кажеме дека избраноста на Бог е безусловна и терминира во светост и непорочност. И Хрван Бавеник, теологот, во неговата доктрина на Бог, напишал за изборот дека изборот е извор на невидена удобност и сила, кроткост и смиреност, доверба и увереност. Спасението на човекот е утврдено цврсто и непроменливо врз карпата на Божјата благодат и неговото мокно добро задоволство. Сега да заклучиме на крај со примена. Има примена за верници и примена за неверници. Почнеме со примена за неверници, на оваа доктрина, доктрината на изборот. Првиот случај е може живееш во грев и си викаш во себе, па ја може не сум избран. Што ќе се замарам со Господ, што ќе се замарам со Бог, и така може не сум избран, убаво ми е во грев, ќе си живеам во грев од текот на целиот мој живот и така ќе си умрам. Одговорот е не знаеш дали си избран или не си избран. Тоа само Бог го знае. Бог ни заповеда да се покаеме и да истрчаме кон Него за спасение. Да поверуваме во единствениот Негов Син, кој умрел на крстот и воскреснал. Тоа ни заповеда Бог. И тоа ти заповеда на Бог, ако мислиш вака, дека не си избран и ќе си останеш да си живееш во грев. Бог, преку Неговата милост, те повикува да се покаеш и да поверуваш во Него. За да имаш милост на тебе и на крај бидеш избран, која ќе ги изгенерираш светост и непорочност во твојот живот. Вториот случај може живееш во грев и се тешиш дека си или си убеден дека си избран и дека Бог е на твоја страна. Може си го почувствувал Бог во твојот живот. Може ја знаеш Библијата. Може доаѓаш и одиш на црква. Може би се молиш. И си сигурно убеден дека Бог те избрал. Си сигурно убеден дека си верник, но не живееш во светост и непорочност пред Него. Светост и непорочност нема во твојот живот. И ќе ти кажам дека не си избран. Немој да се лажеш дека си избран. Ако нема светост и непорочност во твојот живот, не си избран. Светоста и непорочноста е доказот дека сме избрани. Третото сценарио е, може би живееш во парцијална светост и си мислиш, избран сум, Бог мене ме сака, Бог е на моја страна. Што значи парцијална светост? Еве ќе ви дадам еден пример. Некој човек живеел во грев, живеел во дрога, во пијанство, во кражби и живеел во неморал, живеел со жена која не му била негова сопруга. И еден ден доаѓа во допир со Библијата. Еден ден го слуша Евангелието, некој му кажува за вистината во Христос и Евангелието има такво влијание на неговиот живот, толку го допира, што тој се покајува и се тргнува од гревот, се тргнува од дрога, се тргнува од кражби, се тргнува од пијанство,
но не се тргнува од неморал. Останува да живее со жената и нема намери тоа да го смени. Убаво му е. Нема ни намера, ни желба да се покае од тој грев. Знае дека е грев, знае дека е гнасно во очите на Бог, но нема да се тргне, не ќе да се тргне. Пре ќе умре него да се тргне од тој грев. И неговото покаяние не е целосно. Неговото покаяние е парцијално. И по тоа мислам на парцијално покајување. И таквиот човек не смее и не може да има убеденост дека е избран и дека Бог е на негова страна, бидејќи не е. Неговата светост не е целосна, туку е парцијална. Тој не се покајал целосно од сите греови, не се тргнал, не објавил жестока војна кон гревот, не го мрази гревот, не се гнаси од гревот. Гревот не му создава таква ужасна слика дека Христос умрел и бил мачен за тој грев. Бидејќи вистинските избраници го мразат гревот, бегаат од гревот, се гнасат од гревот и се стремат кон светост и непорочност. Доктрината на изборот за неверници треба да им свирне еден висок аларм, да тие да истрчаат кон Христос и да не имаат лажни ветувања и лажна сигурност во себе. Втората примена е за христијани или нановородени и од оваа доктрината на изборот, ќе извлечеме 4 примени за верници. Тие верници кои се покаяле од сите своји гревови, кои се тргнале од својот поранешен живот и се свртиле кон светост и непорочност. 4 работи се радост, понизност, спокој и добрина. Да почнеме со радост. Какви основи имаме ние како христијани за радоста? Замисли од милиарди, од милиони луѓе што живееле на оваа земја. Бог пред почетокот на светот те избрал тебе, да бидеш ти негов. И не само негов да бидеш, туку да го наследиш целиот универзум, Бог да ти даде се што има, а тоа е се. Да го познаеш Исус Христос, неговото највредно, најголемо, најважно, најславно, најбогато. Да го имаш Бог како твојот татко, Синот како твој пријател и спасител и Светиот Дух како твој утешител. Го имаш најголемиот, највредниот и најубавиот и со него имаш се. И немаш воопшто причини да бидеш тажен и незадоволен во ниједна ситуација од твојот живот. Имаш неверојатна причина да бликаш и да скокаш од радост и да кажеш фала ти Господе што ме избра, што сум твој, што сум победник над овој свет, што ќе бидам со тебе во рајот за секогаш, што сум твој и никој не може да ме оддели од тебе. Втората апликација е понизност. И оваа доктрина треба да изгенерира во христијанинот енормна понизност. Не горделивост, не надуеност, бидејќи изборот на Бог, како што кажавме, е според единствено неговата волја. Не е според нашите дела, не е според тоа како ние изгледаме, не е според тоа дека ништо сме посебни или имаме некоја способност кој Бог ја гледа и вика, ој, супер изгледа, ќе го изберам него. Него Бог избира неверојатни, гнасни, паднати непријатели и грешници, кои го имаат прекршено Божиот закон безброј пати, кои го имаат навредено Бог, кои имаат учествувано во смртта на неговиот син, во раснување на неговиот син. И Бог доаѓа и му простува на нив. Бог доаѓа и им вика, ти ќе бидеш мој син.
И ова треба да изгенерира неверојатна понизност во нашиот живот. Не надуеност, дека ние сме посебни од некој друг, дека сме избрани. Него треба да бидеме понизни дека ние најниските од најниските сме избрани. И сме направени да бидеме Божји синови. И дека и другите луѓе, доколку дојдат кон Христос, исто така ќе бидат помилувани. Третата работа е спокој. Доста апликативна примена за ова сега наше време. И Октавиус Уинслоу, теологот, за спокој напишал вака. Отворен цитат. Нема предпоставки, проекции или можни ситуации со Бог за иднината. Не само што тој ги знае сите, туку ги утврдува, назначува и наредува сите работи по советот на својата волја. Бог ги предомислува, предодредува и врвно владее со сите грижи на нашиот свет. Сите збунувачки, болни и мистериозни настани, необјасливи во својот карактер, заградени во најдлабокиот мрак, верникот во оваа вистина може да застане и тивко да наблюдува и да извика ова произлегува од Господарот. Тој е прекрасен во мудрост и оној што ги работи сите работи по советот на својата волја. И јас сум задоволен што е добро направено. Затворен цитат. Бог е суверен и во контрола, или како што кажавме, на сите работи, на сите детали, на сите аспекти од универзумот и поточно на твојот живот. Че Бог е во апсолутна контрола на целиот твој живот, на сите детали, на сите мали работи. И зошто да се плашиш и да го губиш својот спокој? Се доаѓа од раката на Бог, тој го движи твојот живот и како верник сигурен си дека ќе го движи твојот живот до рајот и ќе те однесе до него. И што и да дојде во твојот живот, каква била мака, каква било тежина, каква било болест, Бог те држи и ќе те издржи и утврди до крајот. Четвртата работа е добрина. И од оваа доктрина на изборот може да кажеме како избраници дека Бог работи све за наше добро. Значи сите тие работи што се случуваат, дали добри, дали лоши, дали тажни, дали срекни, се со една цел и тоа е Бог да ни направи добро. А доброто, најдоброто е да не направи посличен на неговиот син, да не направи како Христос. И Дон Фортер, пасторот, за ова кажал: како мудар, умешен фармацевт меша медицина, така нашиот небесен татко мудро и точно ја меша вистинската мера на горчливи работи и сладки работи, за да ни направи добро во нашиот живот. Премногу радост ќе не интоксицира, премногу мизерија ќе не доведе до очај, премногу тага ќе не распарчи, премногу страдање ќе ни ги скрши срцата, премногу задоволство би ни уништило, премногу пораз ќе не обесхрабри, премногу успех ќе не надува, премногу неуспех ќе не спречи да сториме што било, премногу критики ќе ни отежнат, премногу пофалби ќе не направат горди. Нашиот голем Бог точно знае се што ни треба. Неговата промисла е мудра и дизајнирана и суверено испратена за наше добро. Значи, од овие 4 работи, 4 апликации, неверојатно може да бидеме благодарни на Бог што сме Негови, што сме избрани и дека Неговиот избор е безусловен и е пред почетокот на светот за Христос, за Негова слава, а нашата цел е да бидеме свети и непорочни пред Неговото лице секогаш.